Во продолжение би сакале да зборуваме за признанието за најдобар реализиран проект оваа година од областа на туризмот за 2019 година, како што кажав, му припадна на проектот за локална и регионална конкурентност. Сега тука има многу што да се зборува и јас ми е баш чест и задоволство што нашите денешни гости малку подобро ќе го објаснат овој проект, што содржи и која е неговата цел. А за тоа ќе зборуваат моите денешни гости, тоа е Антонија Шишак, директор на единицата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност, и Александар Николовски, заменик председател на Младински форум за соработка. Добро дојдовте во емисијата. После долго време договарање некако најдовме терминче за да објасниме што всушност се случува во вашата работа. Како сте? Да, пред се ви благодарам за поканата, за учество и голем поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Да, минатата година на Светскиот ден на туризмот добивме признание од Министерство за економија за најдобро реализиран проект. Тоа е нашиот проект за локална и регионална конкурентност. Накратко ќе ве запознам, значи што се вклучува нашиот проект. Проектот е финансиран со средства од Европската унија, од инструментот за предпристапна помош ИПА-2 во износ од 18 милиони евра и владина контрибуција, владин придонес во износ од 3,2 милиони евра. Овие средства беа наменети за развој на туризмот. Значи, градење на капацитетите на вработените во јавниот сектор, оние кои што се занимаваат со туризам, меѓутоа и за воведување на процесот за управување со дестинации. Тоа е еден нов начин како една одредена туристичка дестинација треба да се организира во полето на градење на нови туристички производи, промоција на тие производи, и најголемиот дел од овие средства е наменет за наши корисници. Еве, едни од нив се Младинскиот форум за соработка, кои што има можност да аплицираат со своите предлог подпроекти и да реализираат проекти од областа на туризмот. Именно на територијата на нашата земја, во сите 10 дестинации, на тој начин беше поделена територијата на земјата, беа идентификувани одредени недостатоци и преку своите проекти нашите апликанти, тоа беа општините, невладиниот сектор, здруженијата на граѓани, приватниот сектор, малите и микро и малите предпријатија, аплицира, значи, со своји предлог проекти со кои што адресира некој недостаток. Младински форум за соработка излезе со еден многу интересен, убав проект, прва музичко-туристичка интерактивна IT платформа. На тој начин ги адресираше недостатоците кои што беа увидени на територијата на цела Македонија, значи недостиг од нови производи, атрактивни производи на пазарот и недоволна промоција на она што нашата земја го нуди како туристичка понуда. Тука има многу што да се зборува, Александар, така? Така е. Слободно, да, можете повелете да видиме каква е вашиот удел во овој проект. Да, ние аплициравме токму тоа господја Шишак што го напомена заради тие недостатоци од аспект на туризмот во нашата држава, или ајде сметајќи дека може да се направи повеќе, да се понуди нешто ново во земјата и на странскиот и на домашниот турист потенцијален. Така да, кога го составувавме проектот, сакавме на странските туристи да им ја прикажеме нашата музика. Поради експлоатираност на обработките на народната музика се одлучивме за да преработиме евергрини, стари македонски забавни песни, или не толку стари, колку што заборавени, и сакаме да им го продолжиме векот. Со сама нови обработки на истите, и аранжмански и вокални. Направивме 10 записи, видеозаписи за тие композиции, колку што има дестинации, како што беше поделена државата на 10 туристички дестинации, и за секоја дестинација направивме видеозапис со цел да визуелно му покажеме на туристот, ако се одлучи за таа дестинација, каде ќе дојде.
каде доаѓа всушност, Так. да ги види убавините на таа дестинација. А исто така, IT платформата е полна со информации од аспект на хотели, каде да спие, каде да јаде, што да прави и што да посети. Сега таа е во фаза на полнење, затоа е и битна и одржливоста на овој проект, каде што сметаме, каде што планираме да се тоа континуирано збогатува, и со нови содржини, нема да ставиме синија само нови видеозаписи, ќе одиме и понатаму. Планираме да ја одржиме, да ја одржуваме оваа IT платформа. И сите тие три работи што ги спомнав, ги сублимиравме и ги ставивме на веб страната www.evergreenmacedonia.mk со можност за симнување на мобилни апликации за Android и за iPhone. Да. И слободно туристите може да си ја симнат и да седнат со себе. Така, значи тоа можат и наши туристи, мислам и луѓе од Македонија и странски туристи кои што ќе дојдат во Македонија, се да им биде на достап каде да одат, како што кажавме, што да јадат, каде да спиет. Најубавите работи од Македонија веќе ги имате на мобилна апликација. Тоа што е најпотребно. Дури нашата апликација, да речеме, има ако внесе, да речеме, број на денови каде што останува во одредена дестинација, самата апликација му прерачунува, тој не може се да види, но му прерачунува за тие, да речеме, 2 дена, може да постои 6 локации и му ги нуди најатрактивните кои треба да ги посети. Така, дали може уште еднаш името на веб страната за да можат и гледачите да се бидат запознаени? evergreenmacedonia.mk, да, значи тоа на англиски. Да. Одиме на латиница, не одиме со Evergreen Македонија на кирилица, туку се пишувате латиница и веќе сте запознаени. И веќе влегувате на платформата. Сега што има пристап кон платформата, таа е негова и може да ја користи. Така, претпоставам ова е само почеток? Да, ова е само дел од, значи ова е само еден од 60 на проекти кои што се финансираат преку нашиот проект. Ние до сега направивме мала промоција и на некои други помали проекти. Имаме многу интересни содржини кои што ги поддржуваме преку нашиот проект. Не знам. Може слободно на кратко да ги споменете да видиме што работите. Поддржавме проект набавка на балон на топол воздух како нова туристичка понуда на нашиот пазар. Значи, луѓето ќе можат да уживаат во убавините на нашата земја на еден друг начин, со едно друго средство, тоа е ете со лет над земјата во балон. Поддржавме набавка на коњи, конјичкиот клуб Шерпа, набави коњи со кои што ќе им прават тури по шара на заинтересираните туристи, домашни и странски. Она сакав баш да напоменам, не е наменет само на странските туристи, туку и за нашите туристи, за нашите луѓе да се запознаат со убавините на нашата земја. Потенцијалите на нашата земја се огромни и треба да ги искористиме и се надевам и верувам дека нашиот проект е само една капка, иницијална каписла која што ќе овозможи многу повеќе луѓето после да се заинтересираат и да се вложат во развојот на туризмот. Значи, многу малку треба и еден приватен производител, не знам, на сладко, на домашно сирење да се вклучи во овој процес на туризмот. Ние со нашиот проект, тоа не беше и целта никако, општините да се фокусираат на инфраструктурни проекти кои што ќе овозможат пристапноста до одредени туристички локалитети или отварање на информативни центри за културно-туристички информативни центри каде што ќе може да се информираат туристите, домашните и странските. Приватниот сектор некако повеќе се фокусираше на подобрување на сместувачките капацитети, а невладиниот сектор најмногу се вложи во она што значи збогатување на туристичката понуда. Така да имаме и други проекти кои што нудат пешачки тури низ земјата со посета на музеи, манастири, различни комбинации. Имаме велосипедски тури.
Сето тоа ќе биде, нели, дел од овие проекти ни се во фаза на изработка, во фаза на имплементација. Во наредниот период ќе имаме да се пофалиме со доста нови проекти, нови продукти. Инаку, нели, уште еднаш да кажам дека проектот се финансира преку Европска Унија, а инаку се спроведува преку кабинетот на вице-премиерот за економски прашања, господинот Коча Ангјушев, а администратор на проектот ни е Светска банка. Тоа значи дека работиме по правила на Светска банка и ги запазуваме сите оние стандарди, политики што се однесуваат на заштита на културното наследство и на заштита на животна средина. Значи, обрнуваме и многу големо внимание, нели, се тоа да биде направено на најдобар можен начин, за да не ја загрозиме животната средина, нити културното наследство, кое што, нели, го има во изобилство во нашата земја. Многу во добар дел од тоа е прикажано низ видеозаписите на оваа музичко-туристичка интерактивна платформа и убаво е погледнете, верувам дека секој ќе го привлече некоја од овие 10 дестинации и ќе сака да ја посети. Така, не сме фокусирани, како што кажавме, само на град Скопје, затоа што Македонија е сите други градови и убавините се буквално на секаде, не секое градче друго или селце или било каде на цела територија. Јаве со снимањето на спотовите, некои места и првпат сум ги видов. Знаев дека постојат, но за некои места дури и немав информација на интернет, не може да дојдам до информација, а кога бев на лице место ги видов и ги уснимивме. Така да тоа е она за кое зборуваме и кој е лајт мотивот на целиот проект. Значи, да го стимулираме, да стимулираме дестинацијата да малку повеќе вложи во туризмот и да сака да работи туризам, едноставно, да најде начин да привлече туристи, било домашни, било А веќе се зголемува бројот на туристи, барем оние податоци кои што ги имаме последните 2-3 години наназад, ако не се лажам, некако туристите доаѓаат овде во Македонија и се ова им се допаѓа. Јас не сум слушнала некој да има нешто лошо да каже за нашата земја, почнувајќи од храна, од локации, од места, од музика, од се. Акцентот само малку повеќе да го ставиме на подобра организација и мислам дека секој биде како што треба. Се зголемува бројот на туристи кои што доаѓаат во нашата држава, меѓутоа треба се фокусираме на тоа да ги задржиме малку подолго посетителите, туристите да останат малку подолго во нашата земја. Да не се сведе на пропатување или само посета на центарот на Скопје или Охрид, еднодневни тури. Напротив, со овие нови производи што ги нудиме преку нашиот проект, сакаме да го задржиме туристот да остане повеќе во нашата земја. И повторно да посака да дојде. Така е, да. И нели да ги прошири убавините, да раскаже кога ќе се отиде во својата земја и не мора и тука и домашните туристи. Ние, еве, тоа дискутиравме, имаме многу убавини, меѓутоа не знаеме дека ги имаме во нашата земја, низ потовите и ние се запознаваме. Преку еден друг проект бев сега посета на Тиквешко езеро, Полошки манастир, нешто прекрасно, меѓутоа ретко кој знае и ја знае приказната за тој Полошки манастир, еве ние се трудиме преку нашиот проект да ги оживееме малку тие приказни. И малку повеќе да се информираат граѓаните за се што точно имаме ние тука во нашата земја, затоа што не се тоа само неколку работи, туку имаме многу историја, многу богата историја, многу богата традиција. Така е. Пред да продолжиме понатаму, имаме фотографии, Антонија, кои што еве сакам да ги погледнат и гледачите, може и накратко, да, режија, можете слободно да ги пуштите, тоа се фотографии од ова се од промоцијата. Да, еве ќе оставам на слободно Александар. Може. Ова се фотографија од промотивната вечер на 26 септември се одржа во Македонската опера и балет. Поминавме прекрасно. Так. Тогаш беше моментот кога се презентираше проектот. Се промовираше, да, така е, да. Под проектот, да. Ете, гледате. А воедно и проектот. И проектот, добро, не сум грешка, добро. Да, ова не се глумците, ова не се главните актери во сите 10 видеоспота, низ 10 љубовни приказни кои го опишуваат текстот на песната, која се изведува и одигра на висина на својата задача и јас сум презадоволен од нив. Так. Дури женската глумица, девојчето Теди,
Теодора Волчевска и Славеше славеше полнолетство во тој ден. Што убаво. Да, таму си го славеше 18-тиот роден ден и ќе си го памти вечно. Значи сте прошетали по другите градови за време на снимањата, зборувам? 3200 километри. Вау. Штета што ги немате, да, видеозаписите. Вечерта беше прекрасна, прекрасен концерт на ќе го наречам концерт, меѓутоа не беше промоција нели на оваа музичко туристичка интерактивна IT платформа. Имаше многу убава посетеност во салата на Македонска опера и балет. Песните ги изведува трио джентлмен и три женски вокали, Антонија Гиговска, Барбара Поповиќ и Нина Блажев. Навистина убав, многу убав начин и да се испрезентира се она што Младенски форум за соработка го сработи во изминатиот период и ќе кажам дека во навистина кратки рокови успеа да излезат со еден извонреден производ кој ќе има, се надевам, ќе допре до многу посетители на веб страната и ќе ни привлече многу туристи. Так. И ќе овозможиме, мислам, ќе овозможи Младенски форум за соработка и одржливост на оваа платформа и надградување. Тоа е жив производ кој што ќе се надоградува и ќе живее и понатака. Тоа ни беше и целта да поддржиме проекти кои што ќе бидат одржливи, да не биде направено нешто еднократно, туку напротив да има одржливост и да придонесе во локалниот економски развој со привлекување на што повеќе туристи. Така, да, мене посебно ми се допаѓа што постојат луѓе кои што се уште го ценат македонскиот туризам, како што кажав, има толку многу работи, ете, како што кажа и Александар, за некои работи и не сме ни свесни дека постојат. Може и на интернет да можеме да најдеме, но тоа останало од традицијава, од баби, од дедовци, од нивни генерации, така да имаме толку многу што да видиме и што да слушнеме, само малку треба да поистражиме, а верувам дека тоа веќе ќе го има на оваа веб страна, каде да одите, што да правите и многу повеќе информации, да се информирате што всушност имаме во Македонија, затоа што еве јас од моја гледна точка ќе кажам дека можеби не секогаш доволно цениме што имаме. Не знам дали ќе се согласите со мене. Се согласувам. Да, се согласувам и кога ќе отидеме во странство, или онака жаргонски кажано, нозе ќе искршиме се да видиме, а од друга страна имаме толку убави места во нашава држава за кои што ете воопшто не знаеме ни дека постојат. Нашата платформа воедно не е само понуда, туку и сакаме да биде и провокација, не само и за туристите, да ги посетат оние недопрени места, но и за инвеститорите да инвестираат, да направат туристички атракции од тие места каде што нема. Ме разбирате? А има такви многу, да знаете. Со овие поминати километри видовме дека има потенцијал за туристички атракции огромен, но нема инвестиции. Ние сакавме да испровоцираме со нашиот проект, да испровоцираме инвестиции и посетеност на такви туристички атракции. Многу е убаво и многу е убаво на душата кога тоа ќе видиме дека сме го постигнале како идеја. Така да, сега додека зборувавте, барем оние мои пријатели од странство кои доаѓале во Македонија, знам многу барале тури по планини. Не знам зошто на странците некако многу ги ценат планините. Ние си имаме тука преубави планини, но не. Ние пак сме во градот. Мислам дека многу ретко си ги посетуваме планините, а имаме толку многу што да правиме. Тури со коњи, како што кажа, пешачења, возење, велосипед. Не е само водно тука за таа работа кај нас во Скопје. Не, напротив, да, еве и баш поддржавме неколку проекти кои што се мапирање и маркирање на голем број на пешачки и велосипедски патеки со нашиот проект. Овозможивме набавка на велосипеди за да можат нели да се движат по тие велосипедски патеки. Така да широк спектар на активности беа поддржани преку нашиот проект. Од, не знам, набавка на кајаци за поезирата, субдаски, многу е шаренолик и нели од друга страна и поддржавме многу инфраструктурни, негде околу 20 проекти се со инфраструктурни инвестиции, што значи подобрување на она што го споменав и на почетокот, на пристапноста до тие туристички локалитети, меѓутоа и еве воведување на нови содржини, туристичко-информативни центри, реновирање на пример на спортската сала во Крушево, која што Крушево
знаеме дека во последно време се етаблира како дестинација за авантуристички спорт, летови со параглайдери. Така да климата во Крушево е толку поволна за оние подготвителни тренинзи на спортисти. Еве, ние даваме еден придонес за да се реновира спортската сала, за да може нели да привлечат што повеќе и тие ги имаат третман на туристи, или се пополнуваат туристичките капацитети да можат да ги обавуваат своите тренинзи. Карпи за болдеринг, за качување. Така да имаме многу интересни активности. Има многу што да споделиме со вас. Ке се надевам ке имаме и друга можност со некој друг проект да се пофалиме што се имаме направено. Така да, баш ми е драго. Само еден апел би упатила, нели тоа и представникот од делегација на Европска Унија, кој што е задолжен за нашиот проект, господинот Бертолини, постојано упатува еден апел дека треба да си ја сакаме земјата и да водиме сметка за хигиената. Значи, мора навистина да се погрижиме и во тој дел секој од нас, дека треба да водиме сметка каде ги сврламе отпадоците, нели, и тој има една девиза. И на македонски ја кажува, иако човекот нели не зборува македонски, меѓутоа вика чисто како дома исто. И еве еден апел до сите, навистина да се погрижиме. Нели едно е што нудиме туристички производи, меѓутоа мораме да се погрижиме да ни биде и чиста животната средина. Ако можеме да ги почитуваме правилата во другите земји, можеме да си ги почитуваме и во нашата земја. Се согласувам. Да, ви благодарам многу за денешното гостување. Ета, јас би сакала уште еднаш да упатам апел и до нашите граѓани, до граѓаните на целата наша земја, нормално да си ги почитуваме сопствените правила, да се бидеме чисти, педантни и хигиенични, спрема нашата држава да знаеме каде точно се фрла ѓубрето. Ние многу теми сме имале на тема ѓубре во Македонија. Го поврзуваме и со туризмот, дека ни треба, потребно не е тоа. Најмногу од се покрај културните и природните убавини што ги нуди земјата. Дефинитивно ви благодарам многу за се ова што го правите, за вашиот ентузијазам и се надевам дека ќе имате уште толку многу проекти во некое следно гостување ќе дојдете па се ќе споделиме. www.evergreenmacedonia.com можете .mk можете слободно уште денеска да си отворите да видите што всушност нуди оваа платформа. Уште еднаш јас ќе ви се заблагодарам на вас, баш ми е драго што дојдовте и што ги споделивте сите овие информации и верувам дека и тоа ќе им дојде малку убаво на гледачите со оглед на тоа што Македонија е навистина има богата традиција, само треба доволно да си ја цениме.